Намален бројот на студенти во државата, а младите не губат време во Македонија, покажува статистиката на податоци од Државниот завод. И додека од една страна во државата се бележи пат на бројот на запишани студенти, од Штипскиот универзитет Гоце Делчев вела дека последните години кај нив има благо покачување на бројката. Ректорот Дејан Мираковски за М-нет телевизија потврди дека Штипскиот универзитет е стабилен кога станува збор за запишани студенти. За среќа, универзитетот Гоце Делчев Штип веќе неколку години поред, 3 години поред практично е стабилен. Немаме намалување драстично на бројот на студенти, напротив, дури последната година имаме благо зголемување од неколку проценти на бројот на запишани нови студенти на универзитетот Гоце Делчев. Веројатно повеќе причини се за намалувањето кое што се случува, почнувајќи од демографските причини, високиот степен на миграција на младите луѓе од нашата држава, и сигурен сум дека тоа прашање ќе мора да се решава комплексно, не само од страна на универзитетите, туку и од страна на целото општество и државата. Како држава Македонија може да понуди соодветни услови за работа и живот, додава Мираковски, и едногласен е дека секогаш треба да се стремиме на работа и подобрување. За жал живееме во еден глобален свет во кој навистина е многу подигнат степенот на мобилноста на луѓето, високообразованите лесно може да се движат низ тој глобален свет. Очигледно е дека треба да направиме напори како општество да им обезбедиме услови слични на тие што ги имаат во условите што ги имаат во земјите каде што мигрираат најчесто. Сигурен сум дека и нашата држава како земја која што навистина има многу работи да работиме и да поправиме, сигурен сум дека може да им понуди соодветни услови и за работа и за живот и перспектива. Посебно од аспект на глобализацијата. Инаку, за само 2,8% е намален бројот на студенти во изминатата година на ниво на целата држава. Според податоците на Државниот завод за статистика, запишани се вкупно 52.316 студенти од пристигнатите извешти во државата. Околу 80% од запишаните студенти се адаптираат на државните универзитети, додека само 20% се насочуваат на приватните. Заклучно со целата ситуација до моментот, на годишно ниво се иселуваат околу 2500 образовни лица, а тоа значи дека во нивното образование е инвестирано околу 725 милиони евра.